Вие важите за политичар кој што има солиден углед кај странскиот фактор. Вие сте тој кој што речиси секоја недела имате средби со странски политички партии, ЕПП и останато. Со тек на време најверојатно сватија македонските политичари дека мора да се има тесни врски со сите. Вие бевте тој што со години и години уназад веќе го правевте тоа. Што ви кажуваат? Има ли надеж да добиеме датум по промена на власт и во однос на датум, видете, ние изгубивме значаен временски период. Секој кој што е минимум информиран, ако сте во влада сте целосно информиран, а не минимум информиран, требаше да претпостави дека ќе дојде до институционална криза внатре во Европската унија. Тоа е оно што гледаме сега. Таа е многу поголема од прашањето за проширување. И паметни политичари ги влечат по тезите претходно. Нашите политичари што направија? Не ставија во иста група со Албанија и не спроведува ни една реформа и на тој начин ја изгубија 2018 година. Од 2018 година до 2019 година, освен што лажеа во јавноста, позади завеса крадели и гледаме сега како тоа се одвивало, исто така ништо не се случи и Македонија изгуби цели 2 години. Нашата заложба е да одработиме сет на реформи веднаш после формирањето на владата, за да не ја изгубиме 2020 година. Тоа е возможно. Барањата кои што ги имаат земјите членки на Европската унија не се воопшто различни од барањата кои што граѓаните ги имаат од нас, односно кога ние во оваа просторија се најчесто среќаваме со странски дипломати, кога одиме на терен да се сретнеме со македонскиот народ, добиваме исти барања, исти желби. Тоа е да има еден среден правосуден систем кој што ќе е ефикасен и кој што ќе дели правда, а не неправда, да се подобри економијата, тие што се невработени да се вработат, тие што работат да земаат повисоки плати, да се среди администрацијата, да е ефикасна и да нема корупција во истата, да имаме едно пристојно здравство, да се целосно реформира образованието затоа што сега во моментов е на колена и да има една добра социјална грижа. Ова е истото што ние го добиваме како барање од граѓаните, не е нешто што е неостварливо или е тешко, туку е нешто што само со добра волја и напорна работа за брз временски период се даваат првите резултати, а за да почнеме преговори со Европската унија, потребно е да се покажат првите резултати, па низ преговорите тоа ќе се решава. Така што да дадам краток одговор, да, апсолутно, со спроведување на сет на реформи, возможно е Македонија да отпочне преговори со Европската унија и да се надева и на членство во Европската унија доколку тој дух на реформи продолжи. Вие во неколку наврати излеговте со некои информации кои што, ете, вие споменавте пред малку, ќе бидете демонтирани од владата, на крај си ќе се испостави дека е точно, испеѓа дека вие сте поинформирани од целата наша влада и собрание. Кои ви се последните пораки од странскиот фактор? Во однос на информациите, јас факт и благодарам на комплиментите дека имам добри контакти, имам доста пријатели од моите претходни активности пред се во Советот на Европа, но исто така мислам дека немам јас нешто повеќе информација од тоа што има владата. Има една суштинска разлика помеѓу мене и владата, например Министерството за надворешни работи или председател на владата, тоа е дека јас истите ги изнесувам во јавност со цел да на тој начин алармирам нешто да се поправи, а владата ја става главата во песок или ѓубрето под тепих, односно наместо да се соочи со тие информации и како влада проактивно да ги решава, бега од истите мислејќи дека нема да се случат. Јас уште минатата година, уште пред да се потпише Преспанскиот штетен договор, велев дека дури и да се потпише тој договор, Македонија нема да отпочне преговори во 2018 година. Заев велеше дека мора што побрзо да се потпише Преспанскиот договор и затоа го потпише на 17 јуни, за веќе на 29 јуни кога беше Европскиот совет, да Македонија добија датум за почеток на преговори. Па видовте дека не се случи. Така и да не ги бројам сите овие информации и предвидувања кои што стигнаа до денес. Тоа беше рекла евроскептика и спаднавте само реалист. Точно, и соопштенија пуштаа дека научна фантастика било и така натака. Она што можам сега да го кажам дека постои тотално разочарување од Зоран Заев. Еве, сите кои што ќе не гледаат и читаат, нека размислат
кога последен пат Зоран Заев бил поканен во главен град на било која држава, надвор од соседството, на билатерални средби. Значи, не зборувам на средби кај што има 30-40 државници, па сакале не сакале мора да ја поканат. Кога последно бил во Лондон? Кога последно бил во Мадрид? Кога последно бил во Вашингтон? Односно, дали воопшто бил? Кога последно или дали воопшто бил во Париз? Нека одговорат на тие прашања гледачите и ти им стане јасно што мислат европските лидери и светските лидери за Заев. Да не зборувам за скандинавските земји или за земјите од Бенелукс, каде што и генерално има една поголема скепса кон проширувањето. Тотална разочараност постои од него и на дел дури ми е и срам затоа што знаете дека имаше еден период на силна подршка и кон него лично и кон СДСМ. Тоа е тоа, сите сме живи луѓе, сите правиме грешки, биле грешни проценки, но добро е што брзо ги увидува и веќе односот кон Македонија се менува и тоа можеме да го видиме сите, да ја потсетам јавноста. Прв пат највисокото раководство на ВМРО-ДПМН беше покането на Конгресот на ЦДУ, на владеачката германска партија. Тоа е всушност и најголема партија, политичка партија во Европа воопшто. Тоа беше конгрес на кој што се утврдува идните правци и политики на партијата и ние бевме поканети на највисоко ниво, едни од ретките меѓународни гости бевме таму. Претходно имавме исклучително успешен самит на Европската народна партија, каде што имавме средба со во тој момент претседател на Европската унија, а сега веќе претседател на Европската народна партија Доналд Туск и бројни други средби. И еве да најавам ексклузивно за Курир во следниот период имаме исто така интензивна меѓународна активност и ќе на дестинации на кои што Заев не го примаат. Мисламе тоа е доволно за почеток. Кажете ми, како ја коментирате изјавата на претседателот Пендаровски дека доколку не би бил претседател, веднаш би се иселил од држава? Како искрена, мислам дека не излажа човекот. Тоа е мајндсетот на тие луѓе, тоа е како тие размислуваат. Значи, Стево Пендаровски е на државни јасли од која знае за себе. Го гледав се на едно интервју за бугарска телевизија, раскажува како од 90-та година е по разни кабинети, канцеларии и така натака. Тој е човекот, на тоа е навикнат и јас не знам што би можел тој да работи ако не е во политика. Не сме го виделе ние да има некоја друга способност, така што веројатно да, ако не е претседател или ако не беше избран за претседател, ќе се оцелеше од државата затоа што не може да се пронајди овдека. Целта која што сакаше да ја постигне, тоа е дека младите се иселуваат од државата. И јас би рекол не само младите, туку многу се иселуваат од државата. Отвара некои други прашања. Прво, иселување од Македонија имало од секогаш. Ние имаме народни песни, имаме театарски представи кои што се за печалба за иселување и така натака. Но прв пат во изминативе години забележуваме иселување кое што не е од чисто за институционални причини. Значи, порано заминуваа луѓето кои што не можеа да најдат работа, кои што тешко живееа тука. И тоа е човечки да човек ги разбере, одеа по подобро утре, па ќе поработат неколку години, ќе се вратат нешто што заработиле, ќе направат куќа или ќе купат стан или ќе отворат некој мало дуќанче, па ќе така живеат. 2018 година е рекордна по иселување, за жал. Излегува бројките дека само во Европска унија преку 33.000 граѓани се иселиле трајно. Значи, не зборувам за овие кои што 3 месеци па ќе поработат во Макдоналдс во Германија, или одат 6 месеци, 3 месеци на пролет, 3 на есен, па ќе поработат на праски или на грозје во Италија. Значи, не зборуваме за тие, зборуваме за овие кои што се трајно иселени од Македонија. И тука има многу луѓе кои што имале работа, имале среден живот, имале и сопругот и сопругата најдено своја екзистенција и работа. И кога такви луѓе ќе ги прашам зошто си одите, ми дават еден многу едноставен, но болен одговор. Одговорот е заради децата. Односно, поентата е дека не ја гледаат иднината на нивните деца овдека, не во смисла на екзистенција, туку во смисла на систем. Не ја гледаат иднината тука затоа што сметаат дека државата нема добар здравствен систем, добар образовен систем, дека има практично многу загадување, дека нема добра комуникација, дека нема добри патишта,
дека нема железница и тоа е причината зашто се заминуваат. Тука имаме големо пофрлање на оваа влада, но има уште еден момент кој што сакам да споделам како размислување, а тоа е напнатоста, односно кризата која што владева Македонија. Македонија е, ние често тоа го забораваме, 5-та година во интензивна и тешка политичка криза. Втора светска војна 4 години, например, трајала, вака, чисто да правиме за споредба на кризни моменти. Вие 5 години да се будите во криза и во напнатост како општество, тоа е уништувачко за било кое општество. И затоа, една од нашите цели, после победата на парламентарните избори, ќе биде да го релаксираме општеството, да заврши таа криза и таа тензија, затоа што ова е неодржливо за целата држава.